Титовската општина е една од поголемите во Републиката, а отсекогаш понагласено било иселувањето на луѓето во странство. Невработицата се чувствувала секогаш со миграцијата од село во град. Денеска во Заводот за, односно интересната заедница за вработување има пријавено околу 7000 невработени. Голем дел од нив се и индивидуални производители, земјоделци од околните села на Битола. Меѓу нив, според категориите кои се издвоени, има луѓе кои имаат по неколку хектари обработлива површина, но сепак сакаат да дојдат во градот. Интересната заедница неколку години превзема интересни акции за вработување на незапослените, посебно за оние кои се стручно оспособени. Другар Андоновски, кажете ни кои се последните акции на вашата интересна заедница за вработување на оние лица кои се од селата и кои имаат завршено некое стручно земјоделско училиште, виша школа или висока? Во последниве неколку месеци преземаме прилично мерки за ублажување на проблема на невработените. Еден од проблемите е и решавањето на лицата кои што имаат завршено средно земјоделско, више земјоделско и оформено факултетско образование. Бројот на вакви лица е приличен број. Денес негде имаме преку 150 со оформено образование. Заради ублажување и на нивниот проблем, со оглед на тоа дека во последно време и земјоделските организации послабо барат, дојдовме до една идеја да заедно со фабриката за конзерви, што може нешто го ублажиме и овој проблем. Заради тоа, пред неколку дена ги повикавме сите земјоделски стручњаци во заедницата за вработување и заедно со ними разговаравме да преку фабриката за конзерви формираме еден посебен погон, во кој погон би ги вклучиле сите овие земјоделски стручњаци. Од разговорот се дојде до една констатација дека еден приличен број на земјоделски стручњаци изразуваат желба да се вклучат директно во производство на градинарски култури и то како посебен погон при фабриката за конзерви. Сметаме дека со решавањето на заедничкиот проблем со фабриката за конзерви, дека ќе можат еден приличен број на вакви стручњаци да се вклучат. И то кои што ќе бидат директни производители исклучиво на земјоделски култури, од почетокот на обработката на површините па се до бербата. Што е карактеристично дека интересот е приличен голем. До сега се имат пријавено околу 25 лица кои што имаат завршено, дури и регулирали војската, а е и приличен број на оние кои што и не имаат регулирано војската. Со решавањето на една ваква замисла, сметаме дека до крајот на оваа година и бројот на овие кои што се пријавени во заедницата и бараат вработување, дека ќе можеме да ги вработаме и да навистина бидат и тие корисни, а и то како и допринесат и за фабриката за конзерви со нивното стручно знање да можат и то како да дадат еден подобар допринос во производството и далеку поголемо производство и обезбедат све она што е потребно за фабриката за конзерви. Тука со нас е и директорот на конзервната фабрика Пелагонија Велибор Живковиќ. Вие по се изгледа секогаш меѓу првите прифаќате одредени акции. И овој пат сте меѓу првите. Кажете ни што ова значи за Пелагонија и на кој начин мислите да го регулирате тој однос на овој така наречен нов погон или нова основна организација на Сдружен труд? Со реконструкцијата, која треба заврши во 76 година, ми се постави проблем како да го разрешиме прашањето со сировини. До сега, со малите капацитети, можевме се снајдеме индивидуални производители струмица, производители од опче поле, се снабдуваме со сировини. Со оваа реконструкција, после оваа реконструкција треба да преработиме околу 20 до 30.000 тона домати, 1000 тона граша, 1000 тона боранија, 3000 тони други градинарски култури. Се ова е натера да бараме сопствени патишта и на сопствени површини
да го решиме прашањето макар за 60% потребни сировини од Струмица и од Ѓевѓи, од Струмица и од Овче поле не можеме повеќе да бараме сировини, мораме да го решаваме тука. Се гради нова фабрика во Неготино. Таа фабрика ќе абсорбира сите тие количини кои може да ги произведат на тие за потребата на таа фабрика. Ние имаме околу 350 хектари собствени површини, од кои негде околу 150 хектари се способни за градинарење. Поради плодоредо не можеме секој година да ја оптеретиме тие површини со овие градинарски култури, ќе мораме да ја вршиме плодоред. Имаме наши површини од 140 хектари кои денес ги користи ЗИГ, воопште овој ЗИГ Пелагонија Битола. И градот ќе останат без сировини, без градинарски култури, а ние без сировини, затоа што на тие површини кои беа за градинарење денес се сади сончоглед, пшеница, репа и така натаму. Баравме од собранието да тие површини бидат вратени, бидејќи ден денес се водат на наше име уште. Ако се вратат, тие површини би употребиле за градинарење и снабдување на фабриката со овие култури. Значи на краша, поранија, пиперки и така натаму. Веруваме дека ќе бидат повратени, а со другарите од заедницата за вработување би го решили прашањето и со кадрови. Ова фабрика поседува комплетна механизација за градинарење на домати, че имаме собствени комбајни, имаме тилтери, имаме наводнување комплетно решено, така да из овие 100 хектари ќе можеме, односно 140 хектари да иснабдиме со тие оруđија што се потребни за градинарење. Колку би се вработили од овие луѓе, стручњаци кои се сега во интересната заедница како невработени? Од овие стручњаци би требало за таа површина од 140 хектари негде околу 30 до 50 души, али треба да прихватат и поедини операции во производството, мада ќе биде комплетно механизирана. Технологијата за ова ќе добиеме од Институтот од Нови Сад, за кои се и тие заинтересирани, а и при некој ден бе овде. Ќе ни дадат комплетна технологија. Друго, ќе добиеме технологија комплет од Подравка. Подравка работи сега, а и неколку веќе години, нивната стручна екипа работи на црна фолија. Црна фолија тоа е перфектно за производство на градинарење, се добиват 30 дена порано, се добиват поголеми приноси, се добиват помалце работна рака за обработување на тие површини. На тие површини ќе може да се оди од компир па све до домати. Тие површини општо не треба наводнување, тие површини добиваат поради црна фолија, добиваат поголеми сончеви зраци, не испушта влага, немаме никакви копања, нити уништување на треви, затоа што е покривена површината така која треба да биде. И таква технологија, и на тие стручни работници кои треба да се запослат, вољни се другарите од Подравка и доктор Фиола да дај комплетна технологија. И веруваме да и градот и Република може да ќе добијат производи 15-20 дена порано, а може и месец, овие градинарски култури и за тржиште и за фабриката во време кога треба, кој нашите капацитети стојат да се снабдуваат од овие површини. Оваа група или овај нов погон под какви услови и какви односи ќе има со фабриката за конзерви Пелагонија? Расчистено и то, работниците ќе бидат наши работници, ќе бидат вклучени во фабрика, ќе бидат наше или озета или економска единица и ќе бидат равни као и другите наши запослени работници. Иницијативата на интересната заедница за вработување од Битола за запослување на стручните земјоделски кадри во некој однос на кооперација или тесна соработка со конзервната фабрика Пелагонија се чини дека е при крај. Тука со нас се и неколку невработени техничари кои чекаат подолго време во заводот за вработување. Пред се кажете ни како се викате и од каде сте? Јас се викам Јонче Стојковски од село Долно Орехово. Јас се викам Бора Јанкулевски од село Трап. Крстовски Бирко од Битола. Петрец Александар од село Свиниште Битолско. Дали долго време вие сте
чекате работа од заводот? Па чекаме ево скоро 8 месеци после служување на војниот рок. А вие? Јас веќе има 2,5 месеци. Скоро 3 години. Скоро 3 години. Значи, вие сте постари кои чекате работа. Што значи за вас иницијативата во однос со кооперација или со земање на некои слободни површини за обработка и дали вие би можеле да се судрите со почетните проблеми? За почеток ние не знаеме како ќе биде, меѓутоа ја прифаќаме ова бидејќи сме како што се гледа секаде за криза за работување и тешко за да се запосли човек и затоа ние мораме да прифатиме било каква и да е работа. Па јас мислам, пред се не ги знаеме условите под кои ќе биде отворено тоа, како возите на Пелагонија, конзервата Пелагонија или посебно предпријатие ќе биде, не знаеме како е, само ние чим обеќаат работа, ние го прифаќаме се. Како ќе биде услови, дали ќе се сложиме за тие услови што ги дават или не, ќе видиме понатака. Што мислите вие? Па видите, јас, пошто подолго време сум без работа, би ги прифатил условите, меѓутоа не знам точно што ќе се работи и што ќе се произведува. Па затоа во текот на времето ќе видиме како ќе изгледа. Како што рече колегата мој, јас веќе има 3 години седам без работа и чекам позив, но позив од народот до денес и не дошол. Па затоа еве оваа акција што денес ја водиме ќе биде можда пресудна за нас и ние да се вработиме, а иако условите за работа точно не ги знаеме, но сепак си да прифаќаме. Во Битола, односно Битолскиот крај има доста напуштено земјиште. А Пелагонија, фабриката за конзерви, има многу недостаток од суровини. По се изгледа дека акцијата ќе биде наменета точно на производство на такви култури кои ги преработува оваа фабрика. Што мислите, дали вие сте спремни за остварување на таа идеја во Битолскиот регион, на напуштеното земјиште, да може да се обработуваат тие култури кои му се потребни на оваа фабрика? Па сега, бидејќи истакнати условите се познати, па ќе покушам нешто ќе биде, ако што ќе се може да се постигне некако. Сега за суровини за конзервата фабрика, тоа зависи кои земјишта ние ќе ги добиеме. Ако земјиштава одговараат за наводнување, може да се произведува. Ако се добиените земјишта што ќе ги добиеме, ако овие што се обеќаат, нема услови за наводнување, тогаш не знам како ќе се произведува тие. Тука пред се суровините се овие градинарски култури. А знаеме дека градинарските сакаат наводнување сега. Зависи каде ќе ги добиеме земјиште, каде ќе го добиеме. Има земјишта напуштени каде нема услови за наводнување, а таму само житарица, друго не се произведува. Вие сте завршиле пред 3 години, 3 години чекате на работа. Ова е почеток и почетокот изгледа ќе биде одма и докажување на вашата стручност. Секако ќе има помош и од фабриката за конзерви Пелагонија. Дали сте спремни уште во почетокот да се судрите со сите тие проблеми? Видите, ние после завршувањето јас својдов на услужување на војниот рок. Меѓутоа, мене специјалноста тесно не ми е за градинарски култури, јас имам сточарство. Иако имам сточарство, мислам дека ги познавам тук така оние земјоделските култури, односно градинарските, и со помош на другите стручњаци кои претходно се вработиле во оваа стопанска организација, мислам дека ќе излеземе во одреден сусрет и мислам дека ќе со набавка на механизација која одговара за овој терен овде, ќе успееме да одгледуваме нешто. И тоа зависи од површините каде ќе ги добиеме. Ако ги добиеме на ридско земјиште, каде што нема вода, не би успеале, затоа што е тешко да се одгледува градинарска култура без вода. А вие што мислите за сето ова? Па и како што рече мојот колега, нашата струка не е баш тесно поврзана со ова градинарско производство, но сепак ние како такви од литература, од претходните школци другари кои ќе се работеле во оваа земја каде што работат, ние ќе можеме да доложиме максимум снага и енергија да постигнеме што подобро, да се клопиме во оваа гранка. Во заводот за вработување има доста индивидуални производители, земјоделци кои сега бараат работа. Дали со нивна помош, ако и тие се вклучат во оваа акција, ќе можете подобро да работите? Па се со индивидуалните производители сега овие несигурниот откуп што е на производството и негарантираните цени, индивидуалните производители, како што и
Јас каде живеам во селово, знам тие услови какви се. Сега потешко тие се одредуваат за земјоделско производство и се барат на некој начин да се вработат негде ки било каква друга работа, само ете земјоделие да не е. А тоа зашто доаѓаат, како што реков, е само од негарантираните цени и не сигурната откуп, што е несигурно и откуп на производството. И сега дали ние ќе после отворањето на овој возете или погон како ќе биде, не знам, ги примамиме или ги се договориме со тие индивидуални производители да соработуваме и на нивните површини да одгледуваме или некои други услови, тоа не знам. А мислам дека пак ќе можеме некои од тие земјоделци индивидуални да се договориме за да си соработуваме. Тоа се да тие површината или ние нешто да му покажеме и такви. Овде вашето производство ќе биде сигурно откупувано, бидејќи тоа е и потребно за оваа фабрика. Дали тоа е посебна гаранција за успех? Тоа пошто е сигурен откуп. А за тоа е доста една голема гаранција, али сега другите услови како ќе ги барат фабрика, како ќе ги дава тоа. Таму има за индивидуалните за данок, социјално осигурување на неговата фамилија. Знаеме ние дека еден член на фамилијата што викаат еден што е води таа фамилија може да остварува, али со толка плата не може цела фамилија да одгледува, да издржава ако имат неколку деца на училиште, жена. Као жена се земјоделска работа, колку може да работи, тоа тука се тие услови какви ќе ги даде фабрика, тоа зависи многу за индивидуалните производители. А сега сигурната откупнина е тоа една голема гаранција, сега понатаму како ќе биде не знам. Колку вас ве има, дали знаете? Па видите, спрема информациите што ги добивме од заводот, точно од директорот на заводот, има негде околу 22-3 души. Меѓутоа во заводот мислам јас онака површно дека има преку 150 од земјоделска насока, било агрономи, инженери или техничари. Меѓутоа тие не се пријавија сите, затоа што се претежно селски деца и тие со условите кои што им беа доставени на нив мислат дека тоа производство нема да успее и дека ќе има физичка работа претежно. Тие вика ние подобро ние да одгледувам домати на мојата површина него да се запослам во фабриката за конзерви, во тоа озете па да копам домати, пак одредени количини таму, ти реков други работи. Мислат дека ќе биде мала платата и затоа не се пријавија. А моментално се пријавени на околу 23 месечини. Не знам точно. 25 точно има докче. Дали овие 25 заедно со другите се спомнува една бројка од 200 хектари? Колку мислите, колку луѓе би требало да обработуваат таа површина? Па цифрата од 200 хектари пред се зависи од механизацијата што ќе имаме и начинот на одгледување. По еден состанок имавме општо така, беше директорот овде на конзервната фабрика и директорот тој што е на заводот за запослување. Тие како што рекоа, зависи од начинот на одгледување. Се има некои понови начини за одгледување под фолија. Тоа. Сега ако се одгледува под фолија, тогаш треба поголема механизација и помалку работна рака. Ако се одгледува на позастарен начин, што е ова по-примитивен, одгледување на расад, па после расадување, па прибирање рачно, као на домати, краставици и нешто друго, тогаш за 200 хектари 20 души се малку. А ако биде повеќе механизирано, или тој начин на одгледување под сега најнов под пластични фолии, тогаш со механизација може се и доста, 20 души и таму повеќе нешто од 20. За решавање на проблемот за вклучување на овој млад стручен кадар во фабриката за конзерви е прилично заинтересиран и извршниот совет на собрањето на општината Битола. Овие дена и со представници на извршниот совет исто така додокме до еден прилично добар заклучок дека во секој случај погонот при фабриката за конзерви обавезно да го реализираме.
Исто така разговаравме и со Стопанската банка Битола, која и то како е желна за решавање на еден ваков проблем, да се што побрзо реши и во колку билиме спремни, иако тој до крајот на ова година, мислам, односно до крајот на ова година или до крајот на овој месец били готов, во секој случај и банката, значи, ни стои на располагање, ќе даде и одредени кредити. Собранието на интересната заедница исто така е спремно да за дел на оваа група која што ќе ја вклучиме при фабриката за конзерви Битола, да исто така од своите собствени средства наменети за една ваква намена да ги остапи на фабриката за конзерви, на конзерва, како први почетни средства за да може да се обави оваа целокупна работа.